Блиска роднина на градоначалничката Данила Арсовска наводно преговарала со турската компанија за тендерот за пречистителна станица, објави неделникот Фокус. Според нивните информации, Арсовска настојувала турците да го добијат тендерот бидејќи знаела дека тие имале пониска понуда од останатите пријавени на тендерот. Дилемата дали и од каде Арсовска знаела за точната сума останува неразрешена. Првичните информации се дека Арсовска навивала за турската фирма да го добие тендерот за пречистителната станица, бидејќи според опозиционерите таа тврдела дека тие имаат пониска понуда. Од каде се знаат тие информации кога понудите воопшто не се отворени? Нашите извори тврдат дека турците уште претходно се наметнувале за да го земат тендерот. Со тоа што уште пред неколку години во една пригода доставиле непристојна понуда, но биле одбиени. Блиска роднина на Арсовска уште пред да пукне скандалот, со турците преговарале за бизнис делката, но сега по последните случувања работата баш не оди како што е замислена, посебно што сето тоа доби и голем одзив во јавноста, пишува Фокус. Овие сомнежи за работата на Арсовска се појавија уште на почетокот на кавгата помеѓу градоначалничката на Скопје и ВМРО ДПМН. Веднаш потоа тензиите порасна, обвинувањата се зголемија, оставки се поднесоа, па и официјално прекина нивната соработка. Сепак од кабинетот на Арсовска ги демантираа информациите дека имало какви било средби во врска со оваа постапка. Ниту градоначалникот, ниту Советот на град Скопје имаа добиено информација кои биле понудувачи во оваа постапка. Ниту имало средби во врска со оваа постапка, но загрижува фактот што од ВМРО ДПМН се детално информирани за постапката, која според нивни кажување е доверлива и никој не би требало да има информации. Се користат со манипулации во недостиг од аргументи, додека во интерес на вистината веќе постапуваат надлежните институции. Пречистителната станица, која ќе чини 136 милиони евра, стана топ тема деновиве по разрешувањето на директорот на јавното претпријатие Водовод и канализација и секретарот на град Скопје, поради, како што истакна Арсовска, несовесно работење. Таа најави дека доказите ќе ги достави до јавното обвинителство. После овие случувања, Управата за финансиска полиција и МВР влегоа во Водовод. Од основното јавно обвинителство на прашањата на Алфа одговорија дека институцијата ќе постапи согласно надлежностите, доколку бидат утврдени елементи на кривично дело, а во овој момент обвинителството имало консултативна и координативна улога. Проектот за пречистителната станица почна пред 6 години кога со град Скопје раководеше Петре Шилегов. Дури 2 години подоцна стартува целата процедура за тендерот од тоа кои ќе бидат условите, па се до тоа какви технички спецификации се потребни. Повеќе од половина од парите за проектот се европски грант од инвестициската рамка за Западен Балкан, а остатокот се главно кредити од Европската инвестициска банка.